Денеска завршуваме со предвидените 5 работилници по проектот Развој на советувалишна и советодавна тераписка работа. Значи, многу ми е мило за одзивот на бизнис секторот, за представниците од бизнис секторот од нашата општина, за кој што и беше наменена оваа наша денешна работилница. Поразговаравме околу потребите и приоритетите кои што ги имаат лицата со попреченост, околу зајакнувањето на нивниот социјален статус, посебно во делот на вработувањето. Исто така искористивме и можноста и присуството на представниците од Агенцијата за вработување, за да ги кажат тие пак придобивките кои што ги имаат фирмите околу вработувањето на лицата со попреченост. Во вториот дел од оваа работилница поразговаравме за развојот на социјалното менторство. Тука го искористивме присуството на експертите од Паблик. Тоа е една фирма која што работи долги години на развојот на социјалното менторство и на крајот со заклучоците и дискусијата што ја имавме со бизнис секторот, значи се договоривме да ова не биде последна средба, значи да имаме почесто такви средби, бидејќи видовме дека и бизнис секторот се соочуваат со некои проблеми кога вработуваат лица со попреченост, дека не е лесно и на фирмата која што вработува, така да потребно е тоа социјално менторство кое што ќе ги насочи вработените, ќе ги развие тие соработки помеѓу работниците и бизнис сектор. Дали со ова работилница проектот за поддршка на маргинализирани групи завршува или што е следно? Продолжуваме со индивидуалните третмани кои што ќе ги имаат родителите на лицата со попреченост, значи тие индивидуални сесии или средби ги добиваат од лиценциран психотерапевт. Со тоа негде завршуваме со проектот и продолжуваме понатаму една најава на развој на нова услуга, а тоа е регистрација на центар за образование на возрастни, на возрастни лица со попреченост, кој што ќе биде токму во Делчево, а ќе ги опфаќа лицата со попреченост од околните општини. Овој проект ќе биде продолжение и оваа услуга ќе биде продолжение на услугата за рехабилитација и реинтеграција на лица со попреченост, за да на крај тие лица бидат обучени за одредена работна вештина и за тоа да добијат сертификат или диплома.